Државата бара на 40 милиони евра со издавање евроврзници. Понуди 3-15 годишни, а каматата која ќе ми ја даде на инвеститорите се движи од 4,35 до 5,20%. Македонската берза информира дека Министерството за финансии бара 2 милиони евра преку 3 годишни државни обврзници, скоро 33 милиони со 15 годишните без девизна клаузула и 6 милиони евра со девизна клаузула. Каматата за првите достигнува 5,20%, додека за вторите 5% годишно. Номиналната вредност на една обврзница е 10.000 денари. Купувачи на овие најмалку ризични харти од вредност, за кои гарантира државата, најчесто се банките и инвестициските друштва, но може да ги купат и физичките лица со посредство на брокер. Додека Министерката за финансии преку соопштение се фали дека буџетот е во одлична кондиција, опозицијата обвинува државата е во колапс. Приходите во буџетот од почетокот на годината се прибираат согласно планот и со раст во споредба со претходната година. Истовремено и на расходната страна се исплаќаат обврски согласно планираното. Податоците за реализацијата на приходите упатуваат на одржување на тренд на стабилност и раст во економијата. Исто така, извршена е исплата на над 800 милиони евра за стари долгови на странските пазари и 190 милиони на домашните кредитори. Опозицијската СДСМ пак обвинува. Статистиката за прикажување на успех, реалност на колапс, бајковита економија на Мицкоски. За 2 години Мицкоски не задолжи за повеќе од 2,5 милиарди евра. Ова историјата не го памети. Буџетот е празен затоа што тендер патриотите веќе го потрошија. Растат приходите во буџетот, ама буџетот нема пари, затоа се задолжуваат, затоа излегуваат со обврзници, затоа продаваат статистики додека фрижидерите се празни. Инаку ова задолжување е планирано во календарот на Министерството за финансии. Нова аукција на државни обврзници ќе има и средината на овој месец, кога ќе се бараат 91 милиони евра, а во септември 33 милиони. Во последниот квартал пак, според објавата на финансии, ќе се одржат уште 8 аукции на државни записи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.